откупот на бостанот, но и на самиот старт проблем за земјоделците со откупната цена која што годинава е до 3 динари. Како да се справат земјоделците со овој проблем и дали тие 3 динари ќе бидат доволни за да се покрие целиот трошок кој што го имале тие све до откупот? Токму така, јас минатата недела мито и постојано сум на терен помеѓу земјоделците и она што со последната средба со земјоделците од општина Ново село го воучив е дека практично цената на килограм бостан е многу ниска. Денешната цена е 3 денари по килограм, што практично значи и е недоволно да ги покрие основните трошоци за производство на бостан. Проблемот во моментов е тоа што нема откуп на бостанот и практично најголем дел од земјоделците не ни го берат бостанот, него стои на нивите, бидејќи знаете и во процесот на бербата имате трошоци за работна рака, за транспорт до откупните компании, кои што само дополнително го оптеретува производството, а пласманот не е доволен. Она што во разговор го воочив е дека откупните компании имаат потешкоти со пласманот. Површините кои што се засејани со бостан се исти, речиси како и ланските, меѓутоа пласманот е проблем. Она што би сакал да апелирам за да се стимулира откупот на бостанот е тоа да Министерството треба потхитно да обезбеди дополнителна мерка и таа мерка треба да се однесе во однос на стимулација на компаниите за да повлечат одредена количина на лубеница која што ќе ја излезат надвор од Република Македонија. Согласно ланската статистика, ние имаме обезбедено пазар за бостанот, кој што лани без проблем се извезе. Знаете дека лани завршната цена на откупната цена на бостанот изнесуваше околу 6 до 7 денари, а сега практично на самиот почеток е 3 денари, што е сосем недоволно. Така да мерката за стимулирање на откупните предпријатија ќе значи и можност да они ги покријат сопствените трошоци за да можат да повлечат од земјоделците одредена количина. Ако тоа не се случи наетно наредниот период, практично ви гарантирам дека и бостанот ќе остане на нивите. Така. И самиот рековте дека се соочуваат уште на самиот старт со проблем, но не само оние земјоделци кои што гледуваат бостан, проблем се и оние кои што немаат насадено праски. Изминатиот период бевме сведоци дека голем број од земјоделците од Росуман, но и целата држава, родот го фрлаа по улиците. Кој ќе биде начинот да се реши и овој проблем на земјоделците? Токму така, значи производителите од тиквешијата од Росоманскиот дел кои што имаат најголеми површини со насад на праска се соочуваат во моментов со проблем. Министерството ресорно донесе дополнителна мерка за одредена субвенција по килограм откупена количина, меѓутоа компаниите практично не можат да откупат количини бидејќи не можат да го пласираат, има потешкоти во пласманот. Така да таа мерка која што беше дадена, мислам дека имаше многу мал ефект, речиси никаков. И со оглед дека наредниот период стигнува за берба најголемата сорта која што е застапена во Росоманскиот регион, тоа е редхевенот, кој што зафаќа околу 50% од вкупната површина на површините. Сметам дека Министерството треба да ја продолжи оваа мерка, се со цел да нема ограничување, да можат компаниите да повлечат количини. Ако тоа не се случи, праската е осетлив земјоделски производ, кој што на овие температури многу брзо се расипува, а од друга страна, исто како и кај бостанот, земјоделците во со оваа цена од 2 денари која што е во моментов, е практично економски неисплатливо да се плати работна рака, да се транспортира, да се стави во амбалажи и така натака, за да може да се пласира на пазарите. Така. Господине Трипуновски, кажете ми, во следниот период следува и бербата на капијата, тука е грозието. Што препорачувате, што би требало да направи Министерството во следниот период за да не се соочат земјоделците со нови проблеми? Знаете како постојано апелирам и практикувам да комуникацијата со земјоделските здруженија и со земјоделците биде многу предвреме, се со цел сите можни проблеми кои што би може да се случат во текот на откуп, пласма на земјоделски производи, да ги дочекаме спремни. Доаѓа период кога треба да се разговара и со земјоделците во делот на откуп на куртовската капија, тоа е она позната црвена пиперка која што се произведува и е добро позната на европските и светските пазари. Значи постојано во таа една комуникација предвремена ќе може да се превенираат сите можни решенија. Да не се доведеме во ситуација како производителите на праска на бостанот до моментот предлага мерки кои што ќе значат евентуално ублажување на болките, меѓутоа нема да имаат некој ефект. Во меѓувреме пак и од Федерацијата на фармери реагираат на неизвестниот откуп на пченица. Тоа практично го диктира и проблемот со производството на лебод. Дочекуваме ли нова цена
на пазарот за лебот, доколку остане овој проблем и со пченицата? Во текот на денешниот ден има повеќе средби со земјоделци кои што се занимаваат со оваа култура. Практично да во разговор со нив воочив дека оваа година е речиси многу тешка, затоа што покрај временските услови приносот на пченица е многу преполовен од ланската година. Само за пример, ако лани беше просечен принос од 4000 кг по хектар, оваа година едва достигнат до 1500 кг. Значи, ќе се соочат со сериозен проблем, бидејќи со тој принос практично ќе не можат ни да ги задоволат основните потреби за она што го имаат вложено како трошок, а тоа од друга страна ќе значи дефицит на пченица на пазарот во моментов, што може да резултира и со покачување на цената на лебот. Тоа сепак треба да биде покриено за да не се случи од страна на Министерството да излезе со дополнителна мерка. Знаете дека лани во услови на жетва Министерството излезе со дополнителна мерка од површинска мерка по 6000 денари по хектар, така да и ако оваа година не се случи, верувам дека земјоделците ќе не можат ни да платат механизацијата за да го соберат родот. А тоа ќе значи дефицит на пазарот на пченица, што ќе значи и повлекување на големи количини од увоз, а тоа секако ќе има и реперкусии во производството на брашно, односно на леп.